Добар ден. Како што веќе најавивме, овие 3 последни седмици од нашата 10-та сезона на Фактор здравје ќе имате можност да ги следите од 10 часот и 15 минути до 11 часот. Но она што е проверено, секако и потврдено, ќе бидат двете рубрики Истражувањето докажа и темата во емисијата, и затоа предлагам и со нетрпение очекувам да ни се придружите доктор и денеска во Фактор здравје. Оно што сакам да ви го нагласам и уште еднаш да го потврдам е потврдата дека имунолошкиот систем е најдобрата и најисплатливата инвестиција и во овие услови на пандемија со коронавирус, но и во општото живење, како кај децата, така и кај возрастните. Затоа потврдувам и уште еднаш препорака наша топла е Г132 Plus Natural, кој што како антиоксиданс и мултидисциплинарна, би рекол, или мултифакторијална капсула една на ден ќе ви потврди и секако ќе ве подготви да имате убав ден и успешно да го подигнете нивото на имунолошки систем. Истражувањата докажа и клиничките студии потврдија дека Г132 Plus Natural, како јапонска природна 5-компонентна формула, можете да го земате во превентивни цели, но секако доколку имате некое малигно заболување или сте во фаза на рековалесценција, препораката е 2 капсули на ден. Овој препарат ви стои на располагање низ фармацевската мрежа низ државава по цена од 1100 денари, колку што чини една 15-дневна терапија во блистер. А дека имунолошкиот систем и тоа како е важен, денеска ќе ви потврдиме преку темата и гостинот со кој што денеска се надевам повторно ќе ни ја дадете вашата доверба во Фактор здравје. Конкретно кажано ќе се осврнеме на машкото здравје или на простатата, која што е дел пред се од машкото репродуктивно здравје, и ќе се осврнеме токму на малигната болест, односно на карциномот или ракот на простата. Оваа тема денеска во Фактор здравје ќе ви ја презентираме преку своето богато и научно, пред се клиничко и научно секако искуство на доктор на медицински науки, доктор Вања Филиповски од клиничката специјалист патолог од клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Доктор Филиповски, добар ден, добро дојдовте во Фактор здравје. Како сте пред се и вие и тимот во Аџибадем Систина? Добар ден, многу сме добро, фала на поканата. Благодарам што ја прифативте и што денеска пред се ќе зборуваме за оваа малигна болест, која што за жал е многу честа и инциденцата се почесто или се зголемува. Предлагам да ги видиме блокот реклами, пауза по која што ве поканувам да останете до крај со Фактор здравје и секако да ни се придружите со ваши прашања. Подсетувам уште еднаш, овие 15 последни емисии од Фактор здравје за оваа тековна 10-та сезона ќе имате можност да ги следите од 10:15 до 11 часот, исто така во живо на телевизија 24. Она што денеска ви го нудиме е можноста и вие да комуницирате и соработувате со нас директно на 6091-925 и 6091-924. Темата карцином или рак на простата денеска ќе ви ја приближиме преку своето, ќе подсетам, богато научно и клиничко искуство на доктор на медицински науки, доктор Вања Филиповски, специјалист патолог од клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Бидејќи зборуваме за машкото здравје и за машката жлезда, односно простатата, за која што многу пати сме зборувале, но повеќе за бенигната хиперплазија, денеска ќе се осврнеме на ова малигно заболување, како вие го опишувате, колку е често и од какви клетки, всушност, кои се типовите пред се на ракот на простата? Па, карциномот на простата е доста чест и е најчест, да речам, карцином во машката популација. Инаку, што се однесува до карциномот на простата, он потекнува, кога ќе се каже карцином на простата, се мисли на неоплазма од епително потекло, која потекнува од жлездените секреторни клетки. Постојат секреторни и базални клетки во простатата, карциномот тргнува од секреторните клетки и станува збор за ацинарен тип на карцином. Така го крстуваме затоа што расте во вид на ацинуси, што е и најчест карцином, над 90%, така да ако ќе се каже карцином на простата, се мисли за тој хистолошки подтип. Постојат и други подтипови, например дуктален карцином, што е поредок, каде туморот формира големи жлездени формации. А постојат и други типови на рак на простата, секако многу ретки, како саркоми, лимфоми, односно тумори од
хематолимфоидно потекло. Она што е важно да се каже, а вие веќе го потврдивте, дека за жал во пораст токму ова малигно заболување, ако ја тргнеме генетиката или предиспозицијата на страна, има ли други фактори на кои што може да се влие, односно се стекнати и е докажано еве од научен аспект дека влијаат на честотата или инциденцата на ова малигно заболување? Па да, значи честотата е во пораст, но дали тоа се должи стварно на зголемен број на карциноми на простата или се должи на подобра и порана детекција, се уште не се знае. Се повеќе се мисли дека карциномот на простатата или честотата е зголемена затоа што порано се открива и затоа што правени се студии кај што се гледа дека на аутопсиони материјал голем дел од луѓето кои што починале од друга причина, како споредна работа имаат и карцином на простата во една, да речеме, локализирана форма, која не дава симптоматологија. Така да тачната инциденца за карциномот на простатата не може до крај да биде разјаснета, токму поради тоа што долго време тој знае да биде притаен тумор и да не даде никаква симптоматологија. Имаме веќе некого на линија. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Да, добро дојдовте, господине, одлично, ние ве слушаме. Да, како сте? Така, јас имам 75 години. Во ред? Имам проблеми со простатата веќе неколку години наназад и на уролошки преглед е констатирано дека имам зголемена простата со калцификати. Добре. Значи, тумор маркерот е негативен, што значи може да почека тоа, не? Значи, И заради тоа јас го пијам танизот по препорака на урологот веќе неколку години и сега, вака да речем лаички, предпоставам дека после толку пиење операција е неизбежна, ама ми помага танизот, ама може ли да слушнам евентуално некое по-квалитетно лекарство за додека може да издржи тоа во ваква состојба? Дали ова доволно за совет, Доволно, докторе? да. Благодарам за вашиот интерес. Значи, бенигна простатична хиперплазија е многу по-честа од карциномот на простатата, но симптоматологијата со простатичен карцином е иста. Значи нема поврзаност во однос на патологијата како болест. Има директно, поврзаност, но или- во конкретниот случај пациентот кажа дека тумор маркерот му е низок, станува збор за простата специфичниот антиген, што е најрелевантен индикатор за тоа дали има карцином на простата, иако истиот може да биде покачен и кај бенигна простатична хиперплазија. А да не е малигна болест. А да не е малигна болест. Значи, тој тумор специфичен маркер е, простата специфичен антиген е, да речам, многу специфичен за простатата, но не е толку сензитивен. Дали станува збор за бенигна простатична хиперплазија, дали станува збор за хроничен простатит или простатичен карцином. Во принцип, лекарствата што ги користи е за да, предпоставувам, уринирањето биде олеснето, нормално тоа може до некој степен да се користи. Јас сега не навлегувам во типот на лекарствата кои ги припишуваат уролозите, но како алтернатива или доколку не може веќе да се, да речеме, волуменот на простатата да се намалува или да се држи под контрола, тогаш постојат хируршки процедури, како што се трансуретрална ресекција, каде што се вади дел од ткивото низ кој поминува простатичната уретра за да се олесни мокрењето. Да, веќе и господинот спомена дека операцијата или интервенцијата не е избежна. Ја го разбирам, Да. што повеќе треба да работи на тоа да го одложи што е можно. Подоцна, Подоцна, значи, да. да. Рековте дека БПХ или бенигната простатична хиперплазија и ракот на простатата во принцип се различни болести, но на почеток даваат иста клиничка слика. Што тоа значи? Дали на почетокот сомнежот е кон БПХ или кон ракот на простата? Значи, симптомите, што ќе ги спомнам сега како за рак на простата, се идентични како и симптомите на бенигна простатична хиперплазија. Главниот проблем е притискањето на простатичното ткиво врз простатичната уретра која излегува од Тоа е каналот, сушност. Да, од мочниот меур, каналот што излегува, на прво место оди во тој простатичен дел на уретра, парс простатика уретра, и зголемувањето на простатата притиска врз зидовите и на таков начин се намалува луменот низ кој може мокрачата да помине. Логично е дека тој симптом по-често ќе се јави кај бенигната простатична хиперплазија, која во суштина значи бенигно зголемување на целата простата. Од друга страна, простатичниот карцином е локализиран на места кои што
не влијаат толку врз не го компрометираат луменот. Значи, ако простатата ја земеме, тоа е како еден крушковиден орган, во средишниот дел има една транзициона зона каде што најчесто се јавува бенигна простатична гиперплазија и таа е таа што најбрзо доведува до стенозирање на луменот. Значи. Да. А кај простатичен карцином постеролатерално се наоѓа, значи по периферијата, во таа задна зона на простатата и оној мас ефект што го даваат карциномите кај простатата многу касно се јавува. Значи во моментот кога ќе даде симптоми простатичниот карцином во смисол на обструкција на простатичната уретра, веќе голем дел од случаевите се напредната болест. Значи, бидејќи простатичните туморски клетки се наоѓаат на периферијата и базалниот дел, за да тие го направат тој мас ефект, мораат да продрат ни сите слоеви на простатата, па на таков начин да се соединат на некој начин. Да, значи во некоја суштина бенигната простатична хиперплазија и простатичниот карцином имаат исти симптоми, но имаат различно потекло. Но од друга страна, самата ретенција што ја дава простатата заради неадекватно уринирање, прави една микросредина во простатата каде што има застој на мокрача, што од друга страна ќе произведе инфламација. А самата инфламација, значи простатит, е погоден фактор за развој на простатичен карцином. Значи, постои некоја конекција која е таа индиректна, бидејќи собирањето на воспалителни клетки, тамо каде што се наоѓа простатата, доведува до побрз клеточен турновер, значи побрзо создавање на нови клетки и шансите за добивање на мутација за настанување на простатичен карцином се поголеми. Се поголеми, да. Она што е важно да се каже за патогенезата или развојот на ова малигно заболување, како тоа се однесува, односно дали се случува пониза на години или може промптно, ургентно тоа да се јави? Значи, простатичниот карцином е уникатен и различен од другите карциноми по тоа што е, викаме, индолентен тумор. Значи, многу долго време се развива. Што значи тоа? Ако за другите тумори, карциноми се зема глобално 5 годишно преживување, само кај простатичен карцином има така наречено 15 годишно преживување. Значи, со тоа се гледа дека болеста многу споро прогредира. Простатичните туморски клетки, за разлика од други типови на тумори, многу поспоро се делат од другите туморски клетки. Тоа укажува на фактот дека во терапевските модалитети кај простатичен карцином постојат уникатности во смисол на нешто што го викаат внимателно следење или агресивно наблюдување. Значи, од кога ќе се диагностизира простатичен карцином со оглед на долготрајноста на развојот на простатичниот карцином, а и со оглед на фактот дека кај постара машка популација се јавува, понекогаш не се прави ништо освен да се следи како нивото на простата специфичниот антиген расте. Ако тоа споро расте, тогаш не се третира. Значи, ова е можеби единствен карцином кој што во некои случаи може да не се третира, него да се наблюдува, бидејќи е утврдено епидемиолошки дека кај постара возраст се јавува и дека причина за смрт нема да биде простатичниот карцином, иако човек може да го има, него најверојатно некои други кардиоваскуларни болести и така натаму. Значи, ова е уникатен еве и по тоа што рековте, можеби што не е смртоносен од една страна, а од друга и како што рековте не бара терапевски модалитет, односно следење, само е она што е потребно, агресивно, како што рековте вие. Во принцип има многу елементи кои што ќе укажат дали простатичниот карцином ќе биде индолентен. Постојат и агресивни облици, да се разбереме погрешно. Тие агресивни облици стартуваат кај помала машка возраст. Значи кај помлади мажи. Кај помлади мажи се јавуваат и од друга страна хистолошката слика ја покажува агресивноста. Постои еден систем на скорирање на простатични карциноми, глисонов систем на скорирање. Или бодување. Да, кој што е уникатно и кај карциномите, бидејќи во принцип сите карциноми или грото од карциномите се базираат, сликата се базира на архитектурални карактеристики и на цитолошки карактеристики на клетката, а кај простатичниот карцином исклучиво овој глисонов систем користи архитектурални шеми, како туморот изгледа под микроскоп.
Ако станува збор за добро развиени жлезди, ако станува збор за јасно дефинирани ацинарни структури, тоа ни укажува дека туморот ќе има индолентен тек. Значи само се гледа да речеме се гледа само хистолошката слика. Сега ако станува збор за постар човек, ако станува збор за низок глисонов градус, ако на рентгенска слика не се гледа дека постои локално агресивна болест, тие се кандидати за она што го викаме ние внимателно следење, да не се преиде одма на хируршка интервенција. Но доколку станува збор за помлад пациент, поагресивен облик на тумор, ако има радиолошки индикации дека можеби болеста е проширена во околината, тогаш се пристапува кон начините терапевски. Да. Ке зборуваме за тоа, но и за диагностиката, она што е ваш фах, би рекол, или специјалност. Благодарам за овој дел од разговорот. Ви останете со Фактор здравје, следуваат втората пауза за реклами, по која што ве поканувам да останете со денешната тема насловена рак на простата. Добро дојдовте во вториот дел денеска во Фактор здравје со темата рак на простата. 6091-925 и 6091-924 и натаму се двете телефонски линии отворени за ваши јавувања и прашања од ваша страна до доктор на медицински науки, доктор Вања Филиповски, специјалист патолог. Она што сакам во продолжение да ве прашам и за кое што вие зборувавте, многу често го споменавте тој ПСА маркер со кој се утврдува, односно се негира или се отфрла дијагнозата како на карциномот на простата, така и на БПХ или бенигната простатична хиперплазија. Што во суштина ги разликува или што за вас како патолог значат овие вредности? Кога спомнавте претходно за симптоматологијата, значи во моментите кога дава симптоматологија, обично туморот е многу развиен, рековме и локално проширен. Од кога се открил овој простата специфичен антиген, тога многу полесно се диагностицира карциномот на простата во пресимптоматска фаза, значи воопшто може да нема симптоматологија пациентот, но со серумско одредување на нивото на простата специфичниот антиген може да се утврди, да се посомнева за појава на карцином на простатата, и тоа е таа револуција што е кај простатичниот карцином, затоа што е, рековме, орган специфичен маркер, простата специфичен антиген, но рековме мала му е сензитивноста во смисол на тоа што не се појавува само кај простатичен карцином, туку и кај бенигна простатична хиперплазија и хроничен простатит. Поради тоа направени се други начини, правени се обиди да се види како може да се искористи овој простата специфичен антиген да поточно ни каже дали е карцином или е, да речеме, бенигна простатична хиперплазија. Воведени се термини како ПСА густина. Тоа значи однос помеѓу ниво на простата специфичен антиген и волумен на самата простата, што се одредува, да речеме, ехотомографски. И ако таа густина е голема, веројатноста за карцином на простата е поголема. Потоа има нешто како ПСА velocity, го викаат, брзина на покачување на ниво на ПСА. Ако се прават во интервал од 3-6 месеци испитувања на ниво на ПСА, и ако се види дека трендот нарасте многу висок, поголема е веројатноста да нивото на покачен ПСА е резултат на простатичен карцином отколку на бенигна простатична хиперплазија. Тоа се значи све модалитети или предвидувања на некој начин, прогнози, за да се подобро детектира дали станува збор за простатичен карцином или е некој друго почесто заболување како бенигна простатична хиперплазија. Благодарам. Повторно ќе вклучиме некого на линија. Добар ден. Ало? Да, добар ден, господи, одлично ве слушаме. Кој е вашето прашање? Сакам да прашам, мажот ми пред некој ден многу мокреше. Ноќе стануваше по 5-6 пати. Се измокруваше во гачи. Земавме таблетки Простатол. Добро. Дали тоа нешто има значење, може да ми помогне тоа или нешто друго е, мислам, опрашање? Да. Предпоставувам дали може да се биде сомнеш за карцином на простата? Значи, како ќе се каже симптоматологијата, прво се мисли на бенигна простатична хиперплазија. Значи, тие симптоми прво ги дава бенигна простатична хиперплазија. Значи, треба да се отиде на уролог,
Има една метода, значи цистоскопија се прави, односно цистоскопија да се гледа мочниот меур, но да се види дали е отворот добар. Потоа рековме овој простата специфичен антиген ќе биде исто така добар ориентир што понатаму да се прави. Значи, како да ви кажам, карциномот на простатата е по пат на исклучување, ќе се стигне до него. Ако не е едното, прво ќе се помисли на многу почестите работи, како што се бенигна простатична хиперплазија и простатичен и хроничен простатит, нели битна е и возраста на пациентот, тоа сакав да кажам, значи кај мажите, значи сите мажи што се повозрастни, како оди возраста, го има тој проблем со бенигно зголемување на простатата. Да. Благодарам, господјо. А она што го имаме следно е вашето јавување и вашиот интерес. Добар ден. Ало, Добар ден, господине. во програма сум. Да, во Фактор здравје ве слушаме. Кој е вашето прашање? Ме интересира да го прашам лекарот една информација да добијам. Добро. Бев на лекар, во спермата имам крв. Добро. Која можам. Лекарот ми рече дека е некоја бактерија, а бактерија нема никако. ПС-то е добро, 1,2, 1,4. Ми даде некој да пијам апчиња, мислам, цитостатини, лебел, ама нема никакво дејство, мислам, истото се повтори. Они ми викаат дека е некоја инфекција, нема ништо. А мислам стално се повторува тоа. Крв во мокрача има или? Крв во мокрача Една- рековте дека имате? 2-3 лекари. Добро, Мислам, господине, многу дали имавте? вози Да. Исто ти уремедика, весио, вика некоја ова е бактерија. Крв И во тя ми мокрачата даде имавте, правилно така? И цитостатела што е цитостани, да пијам гледам па Да. истото Алосперм. остане. Да. Па ми Дали ова доволно? Да, Доволно. во спермата значи имал Добро. крв. Да. Благодарам за интересот, господине. Значи, каналите на спермата кај што се движат од тестисите преку простатата, во пределот на простатата се поврзуваат со каналот што е од мочниот систем. И тука, затоа го викаме урогенитален систем, тука заедно влегуваат течноста од спермата и течноста од мокрачата. Ако е крвта во спермата, тоа може да се должи на некакви оштетувања на ниво на простатата. Воглавном инфекција може тоа да го даде, може да даде и да речеме сама ејакулација, снажна ејакулација заради притискање на простатата контракција преку ејакулаторните дуктуси, може да оштети дел од лигавицата и при тоа да настане крварење. Многу е битно дали тоа крварење еднаш настанало, дали се повторува. Ако еднаш настанало, значи може да е резултат на ваква нека, да речам, повеќе физиолошка работа, отколку да е инфекција. Ако е инфекција, повеќе очекуваме тоа да се повторува. Да. Тоа е Да. разликата. Благодарам, докторе. И уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господине? Јас сум 80 годишен. Добро. Имам сомнеш дека имам рак на простата поради снимка од магнетна резонанса. Добро. Сега ме интересира дали во Систина се применува таа метода да се користи за откривање на рак на простатата или не ја користат таа метода. Добро. Мисли на магнетната резонанца. Благодарам. Доктор Филиповски, уште едно јавување, само ќе вклучиме и ќе одговорите на двете. Добар ден. Добар ден. Да, и вие сте добродојдени, господине, ве слушаме со прашањето. Посебна почит према вас и према Благодарам. вашиот гостин. 2017 се оперира втора операција, а на 72 годишна возраст сум во моментов. Тоа беше во 2017 опериран во 8 септември, втора операција на простата. Добро. Ми се направи ми направија во ствари структура во уретрата. И од тогаш не дигнав глава да наредната година во Жан Митрев кај почитуваниот професор Живко Попов повторно се оперирав, ми ја обработи простатата и уретрата ме ја санираше, пошто имав намалено мокриње. Добро. При тоа, после тоа добив инфекција од страна носев катетарот ми направи инфекција, така да повторно се вратив во Систина, да не должам многу. Добро, и што е сега прашањето? Меѓутоа, печењето, ностоп имам печење. Сите анализи
правени се и урини култури стерилни, правени се и други испитувања, се е во ред, а јас проблеми со печењето при кога мокрам. Ги имате уште како симптом? Пати, не знам што, глава више, не знам што да правам и кој Дали ова доволно? да го фатам. Да. Ви благодарам многу и ви посакувам оваа состојба што побрзо да ја надминете. Сакате само кратко за господинот за рече магнетната резонанца, дали се прави како дел од дијагностиката за сите карцином? можни дијагностики што ги има се прават кај нас во клиничката болница Аџи Систина, и магнетна резонанца и компјутерска томографија. Ама патот ја пак ќе кажам повторно е прво ПСА. Значи ПСА тоа ни е јасен ориентир што понатака. Да. Значи сите овие работи, да речеме радиолошки, се следуваат. да речеме бидејќи радиолошките техники орган ограничени ги фаќаат, точно дека ги фаќа и орган ограничени тумори, но обично подобро се гледаат, да речеме, локално агресивни тумори. Затоа ПСА е најдобар ориентир за почеток. Дали би можело да станува збор за карцином или не. Ако на ПСА се даде сомнение дека може да е карцином, уролог ќе направи, да речеме, и дигитална ректална екзаминација се прави, значи бидејќи туморот е лоциран на задниот зид, рековме постериорно и према латерално, значи може да се палпира, може да се палпира. Станува збор за, пошто обично тој тип на тумор е подсврст од околното ткиво. Тоа е уште поголем сомнеш. Коначната дијагноза ќе се постави на биопсија, тоа што ние патолозите го правиме. Значи се прави трансректална биопсија и на таа биопсија се поставува дијагнозата. Значи патот сепак е обратен на пациентот да тргне од простата специфичен антиген, па после може да се прават радиолошки техники за да се види што. Но и пред да се направат радиолошките техники, значи најдобро е да се пројде со биопсија, да се утврди дали станува збор сепак за карцином или можеби што е почесто бенигна простатична гиперплазија. Да, и пред да одговориме на господинот за печењето при мокрењето, ќе искористам момент како патолог, бидејќи тоа е вашата специјалност, колку време е потребно да се утврди или да се негира, отфрли дијагнозата кога ќе имате биопсирано ткиво? Во принцип, биопсијата, после 48 часа, ние ќе ги добиеме од биопсијата, ќе ги добиеме стаклата на маса. Ако е јасен случајот, што е во 90% случаеви јасен случајот од старт, можеме да ја поставиме дијагнозата. Постојат, нели, случаеви кога не е јасно. Има јака инфламација, таа инфламација препокрива сликата. Значи имаме моменти кога не можеме да се изјасниме во рок од 48 часа со стандардната техника хематоксилин еозин боење и стандардна морфологија, тогаш ни е потребно да направиме имунохистохемиска анализа. Тоа е техника со помош на која се утврдува присуство на антигени маркери на површината на клетката. Секој, да речам, секоја клетка, па и туморот што потекнува од таа клетка, си има своја антиген специфика. Конкретно кај простатичниот карцином, бидејќи туморот потекнува од секреторните жлезди, бенигните жлезди имаат околу нив базален слој, значи базални клетки. Базални клетки се бојат за така наречени базални маркери. Кај простатичниот карцином недостасуваат овие базални маркери затоа што туморот е само од секреторните клетки. И по пат на она негативна селекција, што ќе кажам јас, значи базалните маркери ќе бидат негативни, индиректно ние заклучуваме дека тие жлездени структури што ги гледаме се канцерски, бидејќи не формирале околу нив базален слој на клетки, што е и доказ, или медицина базирана на доказ дека тоа што го гледаме е стварно карцином. Да, и ја поставувате конечната дијагноза. Повторно имаме јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Зборувајте, дали ме слушате? Доколку не, уште еднаш ве поканувам да ни се јавите до крајот на Фактор здравје и само препорака или совет за господинот со печењето што има проблем. Рече дека простатата чинам дека или дел од странета беше. Тоа е симптом кој што се уште му трај. Со првата интервенција. Значи тоа е тоа проширување што за кој што зборувавте. За да може да има подобар проток на урина. Факт е дека тоа као компликација главна се јавуваат тие постоперативни структури. Носењето на катетер е огромен ризик фактор за секундарна инфекција да се појави, така да знаете како тоа е веќе хронична работа и треба постојано да оди на лекар, да се следи, ако има инфламација да се стишува инфламацијата. Уролог треба да процени дали
тие структури повторно треба да одат на трансуретрална ресекција, нели, ако млазот е отежнат, значи за жал ќе мора често да се оди на лекар и да се ситуацијата да се гледа од момент во момент, да се прати и да се реагира според потребата. Да. И го имаме јавувањето кое што претходно не можевме да го слушнеме. Добар ден. Дали сега ме слушате? Добар ден, господине. Ало, добар ден. Добро дојдовте. Кое е вашето прашање? Ве поздравувам. Поздрав и до вас. Не задржавам едно прашање. Да. Имам проблем во врска со мокрењето. Добро. Ми доаѓа разлика мокрење и така речено ургентно морам за брзо време да мокрам. Добро. И не можам, например, морам да планирам ако тргнам со автобус негде и такви ситуации, малку неизгодна ситуација или во Да, ќе добиете совет и вие. И така натаму, Да. испитувањата ПС ми се нормални. Дали ова доволно за Да, одговор? да. И ќе се извинам уште еднаш во име, да, не го слушаме второто јавување. Кој е вашиот коментар, дали ова асоцира на БПХ? Да, ова е типичната слика на БПХ, ама нели реков дека и простатичен карцином може ова да го даде, но Да. ПС направил човекот, ПС Во ред бил било, уреден, да. Тоа значи дека се овие типични симптоми на таа структура што се прави кај уретрата. И во принцип симптомите се фреквентност, често мокрење, можеби болка при мокрење, дизурија, болно мокрење, млазот е многу мал, по неколку капки, значи има иритација, но не може да се испразни мочниот мир. Тоа се све симптомите класични, да речеме, за бенигна БПХ. простатична гипертонија. Да, и го имаме последното јавување за денес во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Да, бидете кратки, ќе ве молам заради времето, кое е вашето прашање? Моето прашање е за здебелување и зидот на бешиките и раслојување и простата зголемена. Дали ова доволно за некој совет? Да, заради што, дали има Зголемена. диагностика некоја правена? Да, дали нешто сте правеле испитување, господине? Не сте правеле, рековте? Предпоставувам како да го насочите, зголемена Да, бешика, да, и простатата. Значи, зголемена бешика обично значи уринарна ретенција. Повторно може да е заради бенигна простатична хиперплазија. Од друга страна, за дебелен зид, да речеме некој алармантен знак. Што тоа подразбира за дебелен зид? Тој може да е резултат на инфекција. Значи, инфекцијата секундарно прави некаква фиброза, па тоа целосно го задебелува зидот. Дали тој задебелен зид му е откриен на некој од овие радиолошки имиджинг техники. И најдобро би било, ако е таква работата, да се направи цистоскопија. Значи, тоа се прави кај уролог, се влегува низ простатичната уретра во мочниот меур, да се види како изгледа лигавицата. Дали лигавицата е, да речеме, рамна, сјајна, мазна, нешто што нормално се гледа, дали постојат трабекулации, некои, да речеме, хипертрофија на мускулатурата, тоа ќе ни индиректно ќе ни каже дека отежано е мокрењето, дали е зацрвенета, што може да е резултат на инфламаторен процес, или има некакви промени, како на пример папиларни израстоци, што можат да сугерираат и карцином. На пример, карцином на мочниот меур исто така знае да оди најчесто како папиларни формации во луменот, но постои тип на карцином кој дифузно го задебелува зидот на мочниот меур. Се може да биде ова. Значи знакот на задебелен зид целосно на мочниот меур треба да се доиспита со цистоскопија. Да, и она што за крај кратко сакам да ве прашам, рековте оние кои што не се инвазивни карциноми на простатата се следат агресивно, нели? Се следат, но оние кои што се агресивни, интензивно се развиваат, хирургијата е тука како алатка која што помогнува и дали со тоа конечно се решава оваа малигна болест или може да метастазира? Да, па во принцип доброто во целата работа со пронаоѓањето на простата специфичниот антиген е дека болеста може и да се излечи ако се извади простатата додека е орган ограничена, викаме, значи кога е на ниво на простатата. Па значи локализирано на некој ако се извади целата простата, значи тумор не би требало да остане. После тоа, после ваѓањето на простатата, само се следи ПСА, се очекува ПСА-то после интервенцијата нагло да падне и после ако нема придвижување на ПСА, значи дека болеста е, да речеме, излечена. А ако повторно почне да расте ПСА, тоа значи дека не е целосно изваден туморот, значи дека некаде постоела инвазија. Сега ние покрај диагностиката на
простатичниот карцином, го одредуваме и стадиумот На болеста, на болеста. Ако се направи таа радикална простатектомија, се вика, се вади целата простата заедно со семиналните везикули, затоа што првично простатичниот карцином локално се шири преку семиналните везикули. Исто така може и капсулата на простатата да биде пробиена, па да излезе во околното масно ткиво. И во зависност од тоа дали е органограничена, дали е проширена локално агресивна болест, и во зависност од тоа дали дава метастатски депозити, не можеме да го одредиме стадиумот на болеста. Простатичниот карцином дава, како и сите карциноми, метастази во регионалните лимфни јазли, но секој карцином си има некаков, ние викаме органтропизам, си сака одредени ткива каде сака да метастазира. За простатичниот карцином е карактеристично дека многу брзо метастазира во коски. Значи, најчесто коски на пршлен. При тоа ПСА-то оди до многу високи граници, се прави скен на коски за да се види присуство или отсуство на такви лезии во коската. Исто така што е карактеристично за простатичен карцином, а не за други, дека коскените метастази, за разлика од скоро сите, може да бидат остеобластни, викаме, да метастазите ствараат коска, а не да ја разјадуваат коската. Грото од туморите ја разјадуваат, прават лиза. Овој прави стварање на коска. Така да на скен на коски, ако се види дека има стварање на коска со мултипли такви зони, да речеме, во рбетот кај постар маж, скоро секогаш е метастаза од простатичен карцином. Да, ви благодарам за гостувањето и сите овие корисни информации. Поздрав до некое следно видување. Благодарам. Ми беше задоволство. Доктор на медицински науки, доктор Вања Филиповски, специјалист патолог, беше денешен гостин во Фактор здравје. Пријатен ден и се гледаме утре.